Хаос, гужва и нервоза во пасошките одделенија каде граѓаните со месеци чекаат да извадат лични документи. Оние на кои сега им се истечени, а не може да добијат термин за да се извадат нови, тешко дека ќе може да си ја извадат платата или пензијата во банка ако немаат платежна картичка. Нема да можат ниту да аплицираат за кредит, ниту пак за зголемување на дозволениот минус. Немањето важечки документ повлекува и казна ако на улица ве запре полиција. Со месеци траат проблемите на граѓаните телефонски да закажат, а од МВР даваат само ветување дека проблемот наскоро ќе се решел. До тогаш граѓаните во нервоза само губат време вратејќи на двата броја, а единствено добиваат музика и снимен глас дека во моментов сите оператори се зафатени. А на терен операторите ги нема, шалтерите зјаат празни, а граѓаните се чудат кој од формуларите треба да ги пополнат. Оние кои дошле на закажаното завршиле работа, ама велат со тешки маки. Гужва многу. Се надевам дека ќе се среди, ќе биде полабаво и ќе се заврши брзо. Така, колку време чекате вие до сега? Па тука сум пола сата, ама искочи нешто така до понеделник. Ќе дојдам да си средам работа. Се чека, но не... Колку време чекавте до сега за закажување? Добивте лесно или? Не, јас многу одамна имам закажано. Да. Гужва има внатре, претпоставувам. Има, но се трпи. Па хаос, тешко. Споро оди. Завршивте работа или? Јас да, после 1 сат и пол. Па ние сме сега по брза постапка, иначе да ја закажав и ми закажа за 31 јули. Оние на кои им се брза пак, ќе си платат над 100 евра за документ по итна постапка. Се заврши кој што треба или? По итна постапка, да. И по итна се завршува побрзо? Да. Одма за 2 дена закажам. Ама цената е сосема друга. Да. Поскапо? Да, трудатло. 5 до 6 дена отприлика, да, пред 5-6 дена. А цената? 6000 денари. По 12 февруари нема да можете да поминете граница ако на пасошот стои старото име Република Македонија. Неважечки ќе бидат и личните карти и ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Претходно народниот правобранител Насер Зибери за Алфа вели дека граѓаните кои имаат важечка лична карта не треба да плаќаат за нова само поради новото уставно име, туку дека тоа треба да се плати од државниот буџет. Граѓаните да не бидат изложени на трошоци, зашто тоа обврска се наметнува не по нивна вина, не поради истек на исправата, туку како резултат на одлука на владата, собранието, односно државата. Од МВР пак се правдаа дека се работело со полна пареа. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е убеден дека сите граѓани ќе ги заменат своите лични документи со нови, и тоа со новото уставно име до истекот на рокот во февруари в година. За да се забрза процедурата, најави отворање на нови пунктови за лични документи. Инаку трошокот за промена на личните документи за едно семејство изнесува 200 евра, откако во март годинава поскапеа сите документи. Па така, пасош за луѓе на 27 години чини 2000 денари, 500 денари повеќе од претходно. Личната карта поскапе за 120 денари и сега чини 320, а возачката дозвола 410 денари. Доколку сакате да добиете пасош по брза постапка, тоа ќе ве чини дури 3 пати поскапо.